Добар ден и од мене започува уште едно ново издание на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Како терапија во лекувањето на инфекциите на респираторните патишта, кашлицата, затнатиот нос, педиатрите може да препорачаат примена на инхалации. Во кои случаи се дават и на каков начин се изведуваат се прашањата кои што ќе ги поставиме на денешната гостинка, доктор Катерина Обочки, педиатриски пулмоалерголог од Аџибадем Систина. Добре ни дојдовте, навистина ми е драго што сте гостинка во нашата емисија. Добро ве најдов. Прво да ве поздравам вас, гледачите на вашата телевизија, и секако да ви пренесам поздрав од мојата болница. Во кои случаи се применуваат инхалациите? Кои респираторни болести се причина за децата да користат, да применуваат инхалациона респираторна терапија? Дали се тоа ларингитисите? Прво, ограничување во однос на давање на инхалаторната терапија нема. Нема возрастно ограничување. Значи, инхалациите ги даваме во детската возраст повеќе од 30 на години, можеби и повеќе. Тоа е едноставен начин на давање на лекот, брз начин на аплицирање на лекот тамо каде што треба да делува. И има лекови кои што брзо ги ослободуваат симптомите на дишното стебло, а лекови кои што треба време да се даваат за да може да се ослободат симптомите од дишното стебло. Значи, од 0 месеци почнуваме со инхалаторната терапија. Кој тип на инхалатор ние ќе го одбереме? Какви инхалации ќе даваме? Сепак, сето тоа зависи од возраста на детето, од клиничката манифестација на детето и од честотата на јавување на одредени респираторни потешкоти кај децата. Јас едно ги учам моите родители кои што им давам инхалаторна терапија. Мислам дека премногу препишувам инхалации и кај деца кои што имаат обична настинка. Едно е важно. Прво, да се одбере инхалатор. Сите инхалатори се добри кои што ги има на нашиот пазар. Типот на инхалаторот зависи само од частичките кои што ќе се распрснуваат во дишното стебло и од брзината на давањето на инхалацијата, секако и од количината на на течноста која што ја ставаме, односно лекот кој што го ставаме во инхалацијата. Најважно нешто е кај малите дечиња, посебно под 4-та година, да избереме инхалатор со маска, меѓутоа да биде маската соодветно прилагодена за големината на устата и на носот на детето. Детето да не инхалира со цуцла. Тоа е првиот услов, и децата кои што се после 6-тиот месец седнати да бидат во седната позиција со исправено главче. Тие се основните принципи кои што ќе кажуваме. Кога детето е премногу вознемирено, подобро да го замениме инхалаторниот начин на давање на терапија со одреден друг тип на лек. Се случува дали родителите да имаат проблем во целиот овој процес, бидејќи децата не го вдишуваат лекот онака како што треба? Има ли некои трикови како да се подобри вдишувањето? Не. Обично дечињата, малите деца ја примаат добро инхалаторната терапија. Велам, ако се многу вознемирени, подобро да не инхалираат, да одбереме друг начин на инхалација, да бидеме сигурни да плачат, да, со плачењето вдишуваме поголема количина на воздух, ќе влезе лекот тамо каде што треба. Меѓутоа, ако е силно вознемирено детето, сепак да го одбегнеме начинот на инхалација. Какви типови на лекови најчесто се употребуваат во инхалаторите? Сепак, типот на има 4 до 5 типа на лекови кои што ги даваме во детската возраст. Значи даваме секогаш бронходилататори и вентолин и атровент, даваме муколитици, даваме кортикостероиди инхалаторно, антибиотици во детската возраст, освен кај пациентите со цистична фиброза, кај пациентите кои што имаат хронична пнеумопатија, меѓутоа тоа е многу мал процент на деца, не се применуваат во детската возраст, ниту пак се применува било каков друг аеросол кој што не е применет за инхалација. Чаеви, нане, антибиотици, такво нешто не во инхалаторите. Бидејќи сега и Европската агенција за лекови даде забрана за примена на оние лекови кои што се на растителна база во електрични инхалатори. Дали тоа значи дека овие лекови би можеле да се применуваат на традиционален начин? Или порано инхалација значеше 1 сат со врела вода, во кој што се става некое етерично масло и крпа над глава и слично? Да. Веќе тој начин на инхалација не постои, барем во детската возраст, можеби да зборуваме за децата над 8-та година, да некој од тие дечиња таков тип на инхалација кои што имаат хронични синузити, меѓутоа инхалацијата е сепак најбезбедно нешто за
за давање во детската возраст. Така. Во овој дел од емисијата ќе ги отвориме телефонските линии. 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Родителите може да се вклучат со нивни прашања поврзани со денешната тема респираторни проблеми кај децата и примена на инхалаторна терапија. Кога зборуваме за инхалаторна терапија, вие веќе споминавте кои лекови се даваат на таков начин. Колку време може да се применува инхалацијата со бронходилататор или пак со кортикостероидни препарати? Дали подолго од 7 дена е веќе проблем? Вака, прво ќе кажеме дека бронходилататорите не ги даваме кај деца под 3 месеци, многу ретко. Мускулатурата на зидот на бронхите се уште не е доволно развиена, а ние сепак даваме средство кое што треба да ја релаксира мускулатурата на бронхите, за да може да делува бронходилататорно и да го ослободи дишното стебло. Должината на траењето на терапијата и со кортикостероидите инхалаторни и со вентолинот ја одредува самото дете. Клиничката манифестација негова, одговорот на лекот ќе ни го одредува времето на давање на лекот, дневните дози како ќе одат и вкупната дневна примена на лековите. Некои дечиња за жал имаат потреба од бронходилатор и повеќе од 7 дена. Но тоа е мал процент на деца. Така, се случува ли некогаш овие лекови да дадат некое несакано дејство, Точно. особено лекови како што е вентолинот? Се случува. Меѓутоа, во одбрана доза, која што ќе биде соодветна за возраста и за тежината на детето, немаме несакани ефекти. Дури јас велам дека има лекови кои што ги даваме само, никогаш вентолинот мора да се применува само во болнички услови. А инаку го даваме за домашни услови. Многу треба да се внимава и убаво да се објасни родителот за количината на лекот кој што треба да ја стави во инхалаторот. Секогаш мала предозирана со вентолин може да направи срцебиење кај децата. Некои дечиња кои што имаат потежок степен на бронхообструкција, каде што е пратен и со намалување на кислородната сатурација во крвта, тогаш тоа се децата кои што мора да останат под наш надзор, затоа што тука има тахикардија над 150, мораме да бидат под надзор инхалациите, нема контраиндикација ни тука на давање на бета-2 агонистите по пат на инхалација. Така, неодамна на социјалните мрежи се појави една информација дека во Европа кај деца под 4 годишна возраст не се препишува вентолин и родителите кренаа на вистина голема паника. Дали е точно ова? Не. Значи, ова не е информација која што е релевантна и беше сосема безпотребно на паника кај родителите. Не, кога има потреба, кога има бронхоспазам, и малото дете и големото дете. Малото дете едноставно има потреба од маската, само ја дише, а големото дете веднаш ќе ви каже: многу ми е подобро, докторка, од инхалацијата. Значи, честотата на инхалацијата со вентолинот некогаш при во напад кога ни е детето, ја даваме и 3 пати во текот на првиот час. Тоа е според препораките на Джина, која што ние работиме према глобалната иницијатива за астма, како се копира еден астматски напад. Зошто кај некои деца кои што имаат хронични обструкции се применува долготрајна, се препорачува долготрајна употреба на кортикостероидни препарати? Родителите се загрижени поради тоа што го читаат на интернет, какви се ефекти може да имаат овие лекови во однос на растот, на развојот. Дали треба да ги дават или да не ги дават? Каква е вашата препорака во однос на ова прашање? Има многу причини зашто да се дава долготрајна инхалација со кортикостероиди. Поготово во поново време ние го даваме плумикортот. Меѓутоа, може би кај дете кое што има една преосетливост на дишното стебло, која бронхообструкција е малце рефракторна на терапија и долго време, значи после прва појака бронхообструкција, можеме да дадеме 1 месец инхалација со плумикорт. Треба да издвоиме онаа група на деца, но тука ни помага многу анамнезата, ни помага честотата на бронхообструкцијата, јачината на бронхоспазмите кои што ги имаат, секако и онаа негова генетска предиспозиција кон преосетливост на дишното стебло или атопичната конституција, има многу претходно анамнестички податоци, наш клинички сенс за да одредиме дали дете ќе добие инхалаторна терапија со плумикорт. Ние ги даваме инхалаторните стероиди со помош на бебихалери, значи со помош на помагала, и ги даваме со помош на волуматици, значи тоа се методи, тоа се помагала кои што полесно. Јас не ја применувам долготрајно инхалацијата со плумикорт, затоа што има лек кој што е одреден за одредено долго давање за смирување на инфламацијата на дишното стебло. Хронична болест, астматската болест, инфламаторна хронична болест. Даваме антиинфламаторен лек
кој што треба да го смири минималното, тоа е перзистентно инфламаторно перзистентна мала дишна инфламација која што останува во дишното стебло и кој што ние смируваме со терапијата. Сето тоа е индивидуален пристап. Се зависи од детето. Прво од возраста, потоа од степенот на честотата на бронхообструкциите, се разбира и од честотата на силните бронхообструктивни епизоди. Така, јас би ги замолила од режија само да го наведа телефонскиот број на телевизија Телма за да можеме да ги вклучиме гледачите во програма 3076-677 како веќе што споменав во текот на емисијата. Се случува децата кои што имаат ваков проблем да имаат упорна кашлица. Дали на деца под 4 годишна возраст се даваат сиропи за искашлување? Веќе зборуваме за експекторансите. Можеме да дадеме сироп за искашлување. Јас велам секогаш да имаме доволно време да му посветиме на мајката и на детето. Кашлицата се ќе ни каже. Кашлицата ќе не упати од каде доаѓа тој тип на кашлица, дали е од горното дишно стебло или од долното дишно стебло. Има индикација за давање на експекторансите и во помалата детска возраст. Меѓутоа, кашличниот рефлекс не е таму ист. Даваме нешто со што ќе го разградиме густиот мукус, за да детето полесно го искашла. Така. Не секогаш. Треба да го процениме детето, за да го дадеме. Така, дали инхалациите со солен раствор може да помогнат во овој процес? Помагаат. Тука веќе да, меѓутоа тука не во присуство на инхалаторен стероид. Доволно е само инхалација со солен раствор. Кај децата што имаат чести респираторни проблеми, дали е потребно да се направат брисеви? Кај нас прават брисеви кај секој дете кое што ќе тргне во градинка. Мора да знаеме едно, дека горниот дел од дишното стебло над трахејата не е стерилен. Тоа значи дека тие брисеви се непотребни? Јас мислам да, заради тоа што јас би зела бриз кај секој дете кое што има секрет во носето повеќе од 10 до 20 дена, кој што тој секрет е густ, му смета, се слева, обично со тоа дечиња кои што имаат хипертрофија на третиот крајник, каде што нема убава дренажа на секретот од носето, кои што имаат потешкоти во текот на сонот, кои што спијат немирно и крчат во сонот. Кај тие дечиња можеби оправдано е некогаш да земеме бактериолошка потврда заради антибиотската терапија. Меѓутоа, секоја друга бактерија, 3 до 4 бактерии изолираме нонстоп од носето. Тоа е Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis и Haemophilus influenza. Streptococcus pneumoniae и Moraxella catarrhalis се условно патогени бактерии. Значи ги има во секој, сите ги имаме во и дечињата ги имаат во носињата, дали тие треба да се третираат или не, ни кажува самото дете. Ако е тој пратен со висока температура, со високи лабораториски вредности, не поминува за неколку дена, тогаш треба да земеме бриз и да го лекуваме. Инаку, бриз кај дете кое што нема никаква клиничка манифестација на болест, не е причина за давање на антибиотик, истото се случува и со грлото. Стрептокок на ангина има дете кое што има висока температура, отечени лимфни жлезди под вратот, болно грло, и лабораториски параметри кои што говорат за истото. Сето друго, изолацијата на бриз од грло. Да, но тука сега доаѓа една ситуација кога родителите се загрижени. Што ако на моето дете му падне имунитетот и дали таа бактерија потоа може да развие симптоми на болест? И затоа инсистираат превентивно да се земе антибиотик. Не, нема потреба од превентивна терапија. Така, значи антибиотска терапија превентивна нема во педиатријата. Дали превентивната антибиотска терапија може да предизвика и некогаш несакани дејства, па на местото на оние бактерии кои што се најдени да се развијат некои кои што може да предизвикаат на реални домородците, се населува нешто што не е нормално во дишното стебло. Уште едно нешто сакам да потенцирам кога се работи за брисевите во нос. Најчесто хемофилусот гнојна бактерија. Тоа е веќе бактерија која што дава зелена секреција, обично ќе ги видите тие секрети ги има и во носето, таа бактерија треба да се третира. Доколку изолација имаме на грам негативна бактерија од носот и од грлото, а детето, значи не било врзано долго време со респиратор, не било долго време хоспитално било каде згрижано во единиците за интензивна нега или во нашите педиатриски пулмолошки оделенија долго време, тоа е само контаминат во дишното, само е загадено дишното стебло, такво нешто не треба никогаш да третираме. Во кој случај се препорачува да се направи пнеумослайд кај детето? Сега разговаравме за бактериските предизвикатели, сега на вирусните. За вирусните предизвикатели. Пнеумослайд. Ние врз основа на клиничката манифестација на детето,
какви симптоми кажува, врз основа на типот на кашлицата, врз основа на сезонското појавување на нештото, можеме и да го одредиме респираторниот предизвикател, посебно вирусниот, во одреден период од сезоната. Се знае што доминира од крајот на декември до средината на февруар. Грипот е тука, инфлуенца А и инфлуенца Б. Пнеумослайдот е метод за диагностицирање на вирусологијата. Освен што имаме ние академско значење и епидемиолошко значење, немаме многу терапевски можности да му помогнеме на детето. Околу респираторните, знаете, ќе видат родителите, тамо ИГГ и ИГМ. ИГМ значи дека нештото детето го има акутно, а ИГГ веќе створила антитела против предизвикателот кој што го имал скоро. Неколку пати во годината ги имаме истите предизвикатели кои што можеме да ги добиеме вирусните инфекции, истите да преминат од ИГГ до ИГ. Тоа не е само административно значење, никакво немаме терапевско и клиничко значење, а тоа можеме. Во понове време гледам дека многу родители земаат многу често пнеумослаид заради микоплазма, заради легионела. Повторно, клиничката слика кај ова дете кој што ќе кашла, тоа е бактериски измеѓу бактерија и вирус кои што доминираат после 4-та година, се јавуваат и кај помалите деца. Меѓутоа, позитивен наод никогаш не значи дека детето има болест. Ја има многу во воздухот, ние сме сите приемчиви кон незе и сите создаваме антитела. Не треба да се лекува позитивниот наод без клиничка манифестација на болест. Сакам, значи тоа е прашање и до сите микробиолози, кога ние ќе добиеме ИГГ на прележана микоплазма инфекција во пнеумослаидот, тогаш таа долго се одржува во форма на ИГМ како акутна. Значи ние никогаш не знаеме доколку клинички нема манифестација на болест, нема да знаеме дали е тоа акутна болест од микоплазма. Ке ни ја покаже клиничката слика на големото дете, кај малото бидејќи таа дава богат радиолошки наод, без многу силен аускултаторен наод на белите дробови и секако еден специфичен тип на кашлица и малку подолго трајна температура. Така, многу добро што ова им го појаснивте на родителите, бидејќи често бараат исто така да се примени терапија кога ќе биде позитивен наодот. Јас не би го сакала, бидејќи има друг начин да ни е PCR-от, каде што ќе ја докажеме легионелата или микоплазмата и кога ќе биде завршена инфекцијата. Така, денеска зборувам и за најчестите испитувања што се прават кај децата, па затоа ќе ве прашам и во однос на испитувањето на она што треба да се искашли и да детето да го плукне и да се испита. Тоа е многу тешко да се спроведе во детска возраст и дали е тоа важно, во кој случај е неопходно да се направи? Значи, да добиеме соодветен примерок кој што ќе биде веродостоен за бактериолошка анализа, ни е потребно да детето да може да искашла. Да може да искашла, детето треба да биде над 4-та или 5-та годишна возраст. Под 4-та и 5-та година да ние земеме секрет од долното дишно стебло, освен со бронхоскопија, немаме друг начин за веродостоен примерок со кој што ние би кажале. Во нашите установи се зема и трахеален аспират, се зема и орофарингеален аспират, меѓутоа тоа да се разбереме, тоа е од задниот дел на грлото. Тоа не е примерок од долното дишно стебло. Така. Јас гледам дека тука веќе не истече терминот за денешната емисија, имам уште навистина многу прашања. Еве сега сосема на крај, дали се почести вирусните или пак бактериските респираторни инфекции кај децата? Вирусните инфекции се многу често, тие се повеќе од 90% во детската возраст и така да секој дете има право да добие вирусна инфекција 7 до 8 пати во една календарска година во текот на првите 3 години од животот. Тоа значи дека антибиотикот во овој случај нема никаков ефект? Во ниеден случај, доколку се работи за долготрајна кашлица, за секрет кој што долго време перзистира во дишното стебло и да добиеме и негативни наоди на лабораторијата и на бактериологијата, треба да уклучиме некоја антибиотска терапија за да ја смириме секрецијата, за да ја намалиме продукцијата на секретот во белите дробови. Меѓутоа, тоа се исклучително ретки состојби. Кај оние деца кои што имаат хроничен проблем, дали препорачувате примена на пробиотици за да се зајакне нивниот имунитет, бидејќи во моментот тоа е тренд? Тренд, даваме ние пробиотици, јас ги давам во склоп на антибиотската терапија, ги даваме додека ќе примаат антибиотската терапија, има многу хипотези дека тие се даваат за да го намалат алергоимунолошкиот одговор на децата во текот на првата година, меѓутоа тоа се само хипотези.
Ви благодарам многу, доктор Бочки, што бевте дел од 0N+. Се надевам дека наскоро ќе бидете повторно наша гостинка. Ви благодарам многу и вас за поканата. И благодарам и на гледачите што не следеа и денеска со внимание. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската неделна. Пријатно.